Се заоструваат релациите во односите меѓу Скопје и Софија, зошто македонската оформена држава и национална свест се дразни на Џамбаски и Каракачанов, а овдешните политичари ја немаат веројатно храброста брзо и заеднички во преамбулата на Уставот да ги внесат бугарите, кои ги подигнат тоновите во кабинетот на бугарскиот и македонскиот председател Радев и Пендаровски. Во наredните минути ќе следите разговор со професорот Жидос Даскаловски. Професор Даскаловски, дали влегуваме во нова фаза во односите меѓу Скопје и Софија и кој ги подигна тензиите во релациите меѓу двете соседни земји? Па, две работи. Значи, во моментов, навистина, влегуваме во една фаза на драстични тензии меѓу двете држави, двете народи, што е навистина жално, наместо да сме пријателски, братски дури, со оглед на историјата, со оглед на блискоста и така натаму, ние се оддалечуваме до таа мера што кога има анкети на обични граѓани и во Скопје и во Софија, ако погледнете, ќе видите дека се повеќе има жештени изјави самите обични минувачи кои што ги анкетираат. За политичари гледаме дека имаат навистина сериозни изјави и потези. Потегот на отповик на бугарскиот амбасадор, сега без разлика дали поминал мандат или не поминал, е навистина една од најтешките одлуки што донесува некоја влада. Тоа е скоро како пред раскинување на дипломатски односи, пред војни. Во такви ситуации се отповикува амбасадор. Меѓутоа, што е историјатот на целиот проблематичен однос деновиве? Историјатот е малку подолг, односно тука, јас би рекол, почна од моментот кога Зоран Заев и СДСМ се обидуваат да ги нормализираат во наводници односите со соседите, односно со Грција и со Бугарија. Прво, кога доаѓаше на власт СДСМ, ги нормализираш во наводници односите со албанското малцинство во Македонија. Албанската заедница доби права и можности кои дотогаш никогаш ги немаше, вклучително и генерално исполнување на Тиранската платформа, но тоа беше дел на планот на Зоран Заев за подобар живот и така натаму, кој што е вклучен за тоа СДСМ да биде на власт. Сега, во надворешна политика, планот на Заев и на СДСМ генерално беше и е нормализација на односите со Грција и Бугарија. Таму никој нема ништо против, меѓутоа, прашањето на која основа? Основата што ја даде СДСМ и Заев е таа да Македонија се прилагоди кон барањата на Грција и Бугарија. И тука лежи проблемот во однос на Бугарија, што ме прашавте, да не имаме еден договор како што имаме, договор за пријателство, меѓутоа договор за пријателство и така натаму, кој што е договор кој што всушност наметнува едно историско преиспитување на односите меѓу Македонија и Бугарија преку онаа комисија која што работи веќе долго време и која што комисија е почетокот на сегашниот проблем, бидејќи францускиот предлог, вие кажувате за уставната промена на статусот на бугарите во Македонија е еден дел од приказната и мислам дека тој е најмалку проблематичниот дел од приказната. По-проблематичен е оној другиот дел во францускиот предлог, односно француско-бугарскиот предлог, кој што се однесува, односно протоколите за кои што зборувавме во летото, се однесува фактички на можноста на Бугарија да ја условува Македонија во рамките на дефинирањето на сопствениот идентитет и историја. Така што се сведува на погрешните чекори во надворешната политика на владата на СДСМ и Заев. Попуштањето кон соседите кои што имаат империалистички, националистички позиции код нас во однос на прашањето на историјата, сегашноста и иднината е погрешно. И погрешно е кога вие дозволувате се отворат клубови со имиња на фашистички соработници. Професор Даскаловски... И погрешно е кога вие не реагирате, кога доаѓаат тука европски пратеници во Европскиот парламент, кои што даваат изјави какви што даваат. Не може тоа да не предизвика елементарно ниво на гнев, на нервоза меѓу македонците. Сега се случи инцидент, никој не требаше да го занемари, требаше соодветно се реагира, требаше воопшто не е спорно дека требаше тука да се даде поддршка кон органите кои што го истражуваат случајот, но што беше тоа пренесување на тепаниот во Софија со владин авион на Бугарија? Де факто мешање во внатрешните работи на суверена држава. И де факто признавање дека вие не го контролирате теренот за изливи на емоции и насилство. Професор Даскаловски, велите дека е драматично тоа што официјална Софија
донесе одлука да го повика, односно да го повика на консултации бугарскиот амбасадор. Дел од упатените вела дека председателот Пендаровски излага од своите уставни надлежности со барањето или предлогот да се донесе одлука одредени личности да се прогласат за непожелни во државата. А во меѓувреме се обвинува трета страна во диалогот Скопје-Софија, а тоа е Русија. Препознавате руско замешателство во оваа конфликтност меѓу двете соседни земји? Се е можно, меѓутоа Русија во денешно време со сите своји проблеми што ги има во она нивна агресија на Украина занимава со Балканот да подпалува оган и да се обидува да направи нов конфликт, ми е малку неверојатно и мислам дека е безпредметно да го користи и македонската државничка страна, а тоа го користи и бугарската во однос на препирките што ги имаат Софија и Скопје. Мислам треба да се малку поодговорни политичарите, малку треба да ги смират тензиите. Наредното чествување на голем празник на македонците е 4 февруари, меѓутоа во бугарска историографија тој е бугарски херој во ред, не е проблем, меѓутоа тоа треба да биде цивилизирано и без никакви ексцеси и инциденти. Мислам дека и понатамошните чествување на одредени историски фигури кои што ги сметаат во Бугарија за вакви и такви и во Македонија за наши да речеме, треба да биде цивилизирано и достоинствено. На крајот на краиштата, што е проблемот да има двете држави, двете страни своји верзии на историјата и да биде тоа цивилизирано паралелно, па некогаш и заедничко чествување на тие историски фигури. Може ли да се случи да имаме реципроцитет, своевидно одмазништво по барањето на председател Пендаровски да се прогласат одредени личности за персона нон грата, да добиеме контра одговор од официјална Софија? Се е можно, иако да речеме во Бугарија положбата на македонците кои што се таму е мизерна во смисол на правна институционална рамка. Знаеме дека тие се обидуваат да се здружуваат, се обидуваат и партија да прават, се обидуваат да прават и медиуми и невладини организации, не им успела. Знаеме дека во Советот на Европа, односно Судот за човекови права во рамките на Советот на Европа има и пресуди против Бугарија. Притисокот е на нив таму, тие веќе комитетот на министри ќе треба да одлучи дали треба да поведе некаква постапка за суспендирање на правото на Бугарија да биде член на Советот на Европа, така што нема потреба Софија дополнително да прави агресивни чекори која веќе агресивно се однесува кон македонците во Бугарија. А можно е како реципроцитет на одредена ваква мерка што спомнавте вие од страна на Македонија по предлог на председателот, Софија истото да го направи кон некакви нивни црни листи на македонски државјани кои што не би имале право да патуваат во Бугарија. А европратеникот Джамбаски вели дека Македонија е бугарска, ако по тоа се подразбира Пиринска и Северна Македонија, дали Джамбаски би отишол во Пирин и во Кукуш и би изјавил дека Егејска Македонија например е бугарска? Тоа е многу интересно прашање. На што алудира човекот? Во нека нивна историска интерпретација во ред Македонија е бугарска, нивна работа така си толкуваат, меѓутоа кога тоа го изјавува политичар, а не историчар, е малку проблематично, затоа што вие убаво кажувате Македонија како регион е составена од оваа Македонија тука, онаа таму во Егејска Македонија и таа што е Пиринска Македонија во рамките на Бугарија. Ако кажете Македонија е бугарска, дали значи дека имаат претензии не само кон оваа Македонија, туку и грчката сега што ја контролира Грција Македонија. Кој зошто ги дразни националистичките ноти меѓу двете соседни земји? Мислам дека има многу трапави политички изјави, многу несмасни чекори на политичарите од двете страни. Мислам дека и министрот за надворешни работи на Бугарија Милков и изјавите на председателот неуместни се. Сега знаеме дека имало злосторство во Ваташо, знаеме дека тоа го направила бугарската
администрација, како што велат, е војска фашистичка окупациона сила во рамките на Втора светска војна, меѓутоа сега во моментов нема потреба да се искористат такви моменти да се навредат бугарите, кои што па навредуваат за нивните изјави за тоа дека во Македонија се тепало, илјадници бугарски луѓе што само чувство бугарско биле убиени и така натаму. Тоа, ако е некоја дебата, нека биде дебата на историчари, на универзитетски професори и така натаму. Политичари во моментов треба да бидат малку попрактични и попрагматични, да ги покренеме и прашањата на економска соработка, да ги покренеме прашањата на граничните премири, па до кога ќе се чека граничниот премир ке Берово, така наречен клепаво да се отвори. Каде е Македонија да притиска за тоа прашање? Каде е Бугарија да се обидува да најде фондови да се изградат коридорот 8, железницата и автопатната инфраструктура? Значи да престанеме со постојани провокации едни кон други, не ни оди во прилог. Мислам дека на Балкана треба да гаиме добри соседски односи, меѓутоа на една балансирана и рамноправна основа, не на основа кај што Македонија ќе попушта. Сметате дека и овде во однос на македонско-бугарскиот спор гледате асиметричност? Па, навистина тоа нема потреба да се одговори, асиметричноста одамна е присутна каде што Македонија се врзува да на некој начин ги исполни сите оние бугарски барања кои што таа ги поставила и во иднина може да ги постави. Што ќе се случи во иднина? Знаете дека евроинтегративниот процес како што е поставен му дава на земјата членка која што гради некој однос кон земјата аспирант поголема моќ. Тоа не е само во нашиот случај, тоа во сите можни случаи на поранешни проширување, поранешни преговори. Така што асиметријата постои, но ние треба како држава, како народ да се трудиме таа да биде што побалансирана колку што можеме, а не да се трудиме да апсолутно удоволиме било какви барања на Софија во однос на Скопје. Професор Даскаловски, дали македонската полиција и судство ни е до тој степен политизирано што сега ќе се обидеме можеби да го влечеме процесот на расветлување на случајот со претепаното момче и зошто се става етнички предзнак? Па, мислам, знаеме во каква состојба и судството, и обвинителството, и полицијата на најниски можни гранки. Она што треба да се направи, која свесна реална влада би го направила е да престане занимава со тоа дали тој христијан е наркодилер или не е наркодилер, дали е криминалец кој што е на некој начин во конфликт со други криминалци, едноставно да се спроведе темално истрагата и да се најдат и причините и виновниците за тепањето и на таа основа секое насилство да се процесира соодветно. Сега во случајов човекот се само идентификува како бугарин и е секретар на тие фашистички клубови што се отворија. И тука лежи проблемот. Да беше, да речеме, било каков обичен граѓанин, немаше толку многу фама да се направи. И затоа е битно, темелна истрага, добро процесирана, факти и комуникација со јавноста. Без да се шпекулира, овие шпекулации сега за наркодилер, па тука криминално подземје се судрува, а всушност бугарската страна инсистира дека е натепан затоа што е бугарин. Само тие трач муабети ни се штетни за нас и за нив. Следите тренинг мој соговорник универзитетскиот професор Жидас Даскаловски. Професоре, што може да се очекува на 4 февруари? Може ли Гоце Делчев да биде личност која двете земји ќе ги обедини, со што ќе предизвика спласнување на тензиите, или ќе бидеме сведоци на разгорување на релациите дополнително меѓу двете соседни земји? Тоа треба добра комуникација, како да ви кажам, премиер, председател на оваа држава и на таа држава треба да комуницираат. Како што требало да комуницираат пред да се отворат клубовите во Охрид, во Битола со тие имиња што ги отворија. Значи не може да имате да гаите пријателски односи, да не му кажете на својот колега од другата страна, чекајте малку, па не може со такви имиња ворете да има бугарски клуб, меѓутоа дајте да го наречеме по некој друг револуционер, поет, писател, што е да. Значи треба да комуницираат. И на 4 февруари очекувам од двете влади заеднички настап во смисол координирано и организирана прослава каде што ќе има протокол, каде што ќе се знае кој, кога, како ќе настапи, каде што ќе има
соодветна безбедносна проценка, каде што ќе има соодветни точно одредени позиции, кој политичар во кое време ќе положи цвеќе, која делегација која ќе положи, каде што ќе нема групирање и масовно свиркање или дури обиди за конфликт помеѓу разни страни кои што може да ги очекуваме на тој ден. Кои настани од историјата би може да ги поврзат двете земји, а без при тоа да разгоруваат нови поделби? Видете, нашата историја и нивната историја во одредени периоди се преклопуваат. Кои би биле личностите кои што би можеле заеднички да ги славиме, да ги чествуваме, е прашање на договор. И договор на рамноправна основа, на основа на дебата помеѓу историчари е една прашање, а договор на врз основа на дебата на политичари е друго прашање. На времето, например, Ѓорги Иванов имаше некои предлози кои што не беа прифатливи за бугарската страна, бидејќи тие инсистираат точно на тие личности кои го одразуваат на македонскиот национален наратив. Значи, ме разбирате, ако зборуваме за тие личности, еден од нив е Гоце Делчев, Ѓорги Делчев, што често пати го нарекуваат бугарите, не сакајки да го употребат ова Гоце, бидејќи во Бугарија скоро да нема човек што се нарекува Гоце. Во таа насока, значи, може дури да зборуваме за личности како Димитар Благоев, Ѓорги Димитров, може да зборуваме за личности кои што се поети, Миладинови и така натаму, и кои што на некој начин ја карактеризираат македонската природба, меѓутоа се дел и од некои бугарски свети, бугарски толкувања за историјата. Дали Македонија всушност ја плаќа цената на југождановизмот, поточно омраза кон бугарите? Па сега, да речеме, во првите години по Втора светска војна, односите меѓу Софија и Скопје биле многу блиски. Меѓутоа, што се случува по 48 по оној конфликт меѓу Тито и Сталин, пресврт се случува во бугарската политика, во бугарската историографија и всушност од тогаш сме на една војна нога во рамките на историските дебати. Точно е дека во време на СФРЈ и на време на Народна република Бугарија односот кон нашиот источен сосед беше исклучително негативен. Меѓутоа, сега сме во демократија и двете држави можат да ги толкуваат и историските личности, и историските епохи слободно и во една академска и релаксирана дебата да ги одредат правците на нивното толкување. Професоре, во еден период, поточно во 90-тите, за време на додека претседател на државата беше Киро Лигоров, беше промовирана политиката на еквидистанца. Тоа беше особено се однесуваше кон Софија и Атина, но зошто македонците го имаат комплексот дека никој не сака и дека речиси никој не ни мисли добро поточно, пардон. Секоја држава, секој народ се бори за своето место под сонцето, така и македонците. Ако земете држави во било кој регион, ќе видите дека сите имаат потешкоти во односите со соседите, се додека не ги надминат. Франција и Германија колку време биле во војни, колку крв е пролеана, наоѓаат модус вивенди. Холандија сигурно не е многу среќна за поголемиот сосед кој што колку пати ја има окупирано. Словенија, например, каде се наоѓа? Околу неја се соседи помоќни и да речеме соседи кои од перспектива на словенците имаат земено историски словенски територии и население, од Корушка до Трст и така натаму. Така што не треба ние да правиме нека голема фама, сите околу нас се непријатели, напротив, треба да делуваме упорно, паметно, со отворено срце и ум, да дојдеме до пријателство. Како што сме успеале да го направиме тоа со Белград, како што тоа горе-долу оди добро со Тирана и Албанија во рамките на проектот Отворен Балкан, ќе видиме дали можеме и со Бугарија исто да го направиме. Веројатно ова ќе биде година во која уставните промени ќе бидат во фокусот на вниманието. Зошто меѓу политичките елити има разногласие околу потребата за внесување на бугарите во преамбулата. Генерално сите велат да немаме ништо против, но сепак има но. Па јас веќе кажав што е но. Тоа е дел од поголемиот пакет на условување на Македонија преку францускиот предлог.
И јас не знам зошто се уште се зборува за тие уставни дебати, а мислам навистина темата е завршена откако лидерот на ВМРО ДПМН и лидерот на Левица кажа дека немаат апсолутно никаква намера да ги поддржат. Без тие пратеници невозможни се уставните промени. И сега, или ќе има нови избори, кај што евентуално нов состав би имал двотретинско мнозинство, па би изгласал уставни промени, или ние треба да се фокусираме на нешто друго, а тоа е како можеме евентуално да дојдеме до подобар договор со Бугарија, како барањата да ги промениме, затоа што сега каква што се не се прифатливи за опозицијските партии во Македонија. Но без уставни промени, тоа е барем пораката од меѓународната заедница, не може и фактички да бидат отворени поглавијата со ЕУ. Така е. Да бидеме во состојба на статус кво? Не, ние можеме активно да делуваме на демократизација и европеизација на земјата, ние не можеме да се откажеме од европскиот пат, ние сме зацртале уште од 89-та дури дека ќе следиме тогаш Европска економска заедница, сега Европска унија, дека ќе влеземе во евроатлантски структури, сега сме среќни што сме дел од НАТО. Меѓутоа дека ни е пријатен овој предлог, не ни е пријатен. Треба дипломатски да делуваме во насока да го промениме. Како, зошто и во која форма тоа би било, тешко да се каже сега. Меѓутоа дека свести се дека утре да се случат, утре Мицковски и Апасиев да се договорат и кажат добре, еве, прифаќаме. Се направат уставните промени. Па задутре Бугарија повторно може да има уште подрастични барања, условувања кон нас. Значи ние на некој начин ако сакаме треба да се осигураме во тоа дека процесот на интегрирање ќе биде на некој начин условно зелено нормален. А ако не, веќе јас не гледам како тоа да го промениме, освен ако не дојде до нови избори. Ја заговарате тезата дека треба да се обезбедат меѓународни гаранции дека по евентуалното спроведување на уставните промени нема да се испостават нови барања? Па видете сега, секој дури и меѓународните договори се, како да кажам, релативни. Во некои ситуации посилната страна ги напушта или ги игнорира. Земете го случајов на Преспанскиот договор и да речеме основни работи како остувањето на нашата земја, еве со новото тоа име кое што не е прифатливо за поголемиот дел на граѓани, меѓутоа еве северна. Во Грција на патоказите се уште не постои тоа име, новото име Северна Македонија. Зошто е тоа така? Како е тоа можно? Преспанскиот договор ги реши дилемите или не ги реши дилемите? Сакам да кажам дека ние треба да тежнееме да дојдеме до ситуација каде што ќе имаме некаков договор, нов договор со Бугарија, каде што и со Европската унија, или можеби дури и најдобро со Соединетите американски држави, кој ќе гарантира дека нема да ни се меша Софија во идентитетските прашања, дека нема да имаме барања да променуваме истории, да променуваме толкување на историски личности и така натаму. Тоа во моментот со ова влада не е можно. Затоа велам, ако не можат уставни промени, треба да има нови избори, да дојде нова влада која што ќе се обиде да ги промени нештото. Многу често знаеме да речеме братски народ за србите, но доколку споменеме братски народ за бугарите, најчесто оној политичар кој што тоа ќе го изговори, ќе биде на некој начин расчеречен. Имаме двојни аршини кон соседите? Ако гледате историски, поголема близкост имаме со Бугарија отколку со Србија. Меѓутоа, добро, во ред, во рамките на СФРЈ сме имале како република, сме имале позитивни односи кон другите републики и покрајни, вклучително и кон Србија. По осамостувањето, Србија постепено си дојде на себе си и ја призна и Македонската православна црква, ја призна и самата држава Република Македонија. Односите со нив се сега сосема солидни, така што е некако природно дека ги чувствуваме поблиски. Србија и српската политика отколку Софија и бугарската политика. Мислам дека Софија греши и дека треба да го промени ставот. Нивните максималистички барања кои што сега ги пуштаат кон Скопје се погрешни и треба да се ги променат. Не за друго, затоа што прават таков раздор кон македонците што сега веќе не станува збор дека ние можеме да имаме ништо повеќе освен добрососедски односи. Не, значи, веќе братски односи со Софија моментов се илузија и за жал тоа е така. На што се должи оваа политика на ВМРО ДПМН на резервираност кон бугарите, особено во делот на спроведувањето на уставните промени?
Па мислам дека бевте на оние протести што се одржува против францускиот предлог, ќе сватевте дека се однесува на целиот тој пакет на барања кои што и протоколот кој што се потпиша и кој што сега е на маса како дел од францускиот предлог и се однесува на толкување на историјата на Македонија и македонците. Тоа е неприфатливо како ние како независна држава да го дозволиме. Веќе во Преспанскиот договор се случи катастрофа, каде што ние де факто, односно де јуре се откажавме од историјата во Егејскиот дел, и вклучително од Гоце Делчев, ако сакате, и се откажавме и од името, и сега ова повторно да ни се случува е малку претерано и мислам дека секој разумен човек во Македонија тоа ќе го прифати. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам.